Големото мнозинство од вработените во технолошката индустрија користат вештачка интелигенција во секојдневната работа, покажува ново истражување на Google, според анкетата спроведена меѓу 5000 IT професионалци. Дури 90% изјавиле дека користат AI алатки, што е за 14% повеќе од минатата година. Најчесто, AI се користи за пишување и модифицирање на код, како и за автоматизација на одредени процеси. Иако употребата расте, довербата во AI не е целосна. Речиси половина од испитаниците рекле дека само донекаде му веруваат на AI генерираниот код, додека 23% имаат многу мала доверба. Само 20% целосно му веруваат на ваквиот код, што укажува на потреба од човечка проверка и надзор. Наглото воведување на AI влијае негативно врз младите IT професионалци. Стапката на невработеност кај дипломираните студенти по компјутерски науки е зголемена и е поголема отколку во некои хуманистички науки. Бројот на огласи за работа во софтверско инженерство е намален за 71% во последните 3 години, а експертите предупредуваат дека, иако AI не може целосно да го замени човекот, значително ја менува динамиката на индустријата. Xiaomi официјално ја представи новата серија паметни телефони, Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max, притоа шокирајки со прескокнување на бројот 16. Со овој потек, кинескиот гигант јасно ја позиционира својата линија како директен ривал на неодамна представениот iPhone 17 од Apple. Сличностите не застануваат тука, Xiaomi ја прифати истата номенклатура на модели Pro и Pro Max, но донесе и уникатни иновации. Највпечатливата новина е Dynamic Back Display, секундарен екран на задната страна кај моделите 17 Pro и Pro Max, кој служи за виджети, известување и дури и играње. Xiaomi 17 има 6,3 инчен екран, додека Pro Max верзијата нуди голем 6,9 инчен дисплеј. Основниот модел има батерија од 7000 мАч, тројна камера од 50 мегапиксели и поддржува супербрзо жично и безжично полнење. Pro моделите донесуваат повеќе премиум спецификации. Задниот екран кај Pro има диагонала од 2,7 инчи, а камерите се со 50 мегапиксели сензори, широк, ултраширок и телефото со 5 пати зум. Pro Max моделот дополнително се истакнува со поголем сензор и побрз отвор на блендата, како и најголема батерија од 7500 мАч. Во Кина, цените се движат од 540 до 840 евра, во зависност од моделот и конфигурацијата, а Xiaomi јасно сигнализира дека оваа генерација телефони е подготвена за директна конкуренција со најдоброто од Apple. WhatsApp ја представи функцијата превод на пораки, со која корисниците лесно можат да преведуваат пораки на друг јазик во приватни разговори, групи и канали. Доволно е да се задржи прстот врз пораката и да се избере опцијата преведи, потоа да се одбере јазикот на кој се сака преводот. За Android корисниците е достапна и опција за автоматски превод на сите пораки во еден разговор. Според WhatsApp, преводот се извршува директно на уредот, што значи дека апликацијата нема пристап до содржината на пораките. Функцијата веќе почна да се воведува постепено за корисници на iOS и Android. На Android достапни се 6 јазици: англиски, шпански, хинди, португалски, руски и арапски, додека за iPhone се поддржани повеќе од 19 јазици.